И одредени автоперални ги покачија цените, па чистењето од внатре и перењето од надвор сега достигнува и до 500 денари. И додека од една страна домашното перење речиси не се практикува, од друга страна новите цени ќе предизвикат на враќање на старите практики. Анкетираните граѓани во Штип се децидни дека цените се високи. Не е добро. 500 денари е многу пари за прави. Па мислам дека е многу. Мислам дека е многу за перење кола. Тоа не е миновно. Платите се малку, граѓаните едва искаруваат месец. Тоа е многу. Веќе од 200 денари беа. Сега па 500 денари. Ете и јас ке сакам колата да ја перам. Не би се осудил да одам за 500 денари да ја перам. Тоа е многу пари за наши услуги. Ќе одиме во самоуслужни автоперални, истакнаа граѓаните на терен, или како што велат автомобилите ќе започнат да ги перат повторно во своите дворови. Ши перат у дворовите дома. Или има тие самоуслуга, тие многу поевтино. Сам да се испериш. Па тамо е поисплатливо, секако си ставам пари, си ја чистам колата. Со 150 денари доволно е, мислам, а ова 500 денари веќе. Во согласно со ситуацијата, додатно граѓаните информираат дека порано перењето за своите автомобили чинело 200 денари, а постепено со самата ситуација цените започнаа да се зголемуваат. Некако до околу 350 денари тие се согласни, повисоко не, затоа што додава дека во самоуслужните автоперални тие автомобилите би ги исчистиле за 150 денари.